Говори Радио Лидер. Сите ние сме лоша одлука на некого. Најдоброто време за ревизија на секоја погрешна одлука е 15 часот, секој понеделник и среда на Лидер FM. Заедно учиме што е филибастер. За утре да бидеме експерти за тоа. Знаев! Зазнаев да не биде муаветот после секоја лоша одлука. Добар ден, почитувани слушатели на Радио Лидер FM. Вие го следите најновото издание на емисијата Филибастер. Јас сум Предраг Кукич, наш денешен гостин е господинот Александар Нацев, универзитетски професор, човек кој што долги години е успешен во своето поле и она поле од безбедноста, човек кој што редовно ги следи сите актуелни настани и случувања. Добар ден, господине Нацев. Добар ден, благодарам за поканата. Поздрав до вашите слушатели. Вака, најпрво да започнеме некако. Македонија може слободно да кажеме дека 30 години е во некаква криза, безбедносни ризици колку сакаме. Меѓутоа, еве, ние неколку години сме и членка на НАТО и ние стигнавме до тоа да бидеме, веројатно сме единствена членка на НАТО, чии што војници сакаат да постават шатори пред владата, затоа што основните примања се премногу ниски. Па го видовме вчера изразувањето, така да кажем, на ајде да не речем револт, туку на незадоволството од страна на професионалните војници. Да прецизираме точно, вчерашниот синдикат беше од страна на независниот синдикат на професионални војници. Значи, тоа е синдикатот кој што е составен исклучиво од професионални војници, кои што излегува рели со своји барања, кои што се разумни и рационални, бидејќи најголем дел од тие работи веројатно им биле ветени од нивниот работодавач и кои што тие секако дека имаат интерес како синдикална организација да им ги испорачат на своите членови. Професионалните војници се, така да кажем, една категорија, јас познавам многу од нив, имам многу голем дел пријатели професионални војници, најголемиот дел од нив, скоро сите да не речам, се многу успешни во нешто го работат, се навистина вровни професионалци. И сега тој лимит кој што државата го постави до 45 години да може да работат во армијата, според нив, па и според мене, може би да, за изведување на борбени операции тој лимит е доволен, 45 години, но сепак тоа се луѓе кои што долги години, значи некои од нив по 20-25 години, служиле на системот, служиле во рамките на Министерството за одбрана, тест во Арама, и според мене представува вистинска штета така високи професионалци кои се научени да им служат на државата во една институција која што бара дисциплина, која што бара одговорност, која што бара извршување на редовни работни врски, да бидат заборавени и тоа, нели, со сето тоа искуство кога го имаат стекнато, според мене нивниот револт е оправдан. Треба на тие луѓе да им се најде достоинствено решение, значи не било какво решение, зборуваме за достоинствено решение. Таа идеја за нивно распоредување по други државни институции, јас гледам дека во разговорот со нив и во она што го испорачаа како барање, пред се таргет е Министерството за внатрешни работи, конкретно гранична полиција, бидејќи не знам дали се сеќавате, имаше еден голем трансфер на голем број на професионални војници во гранична полиција во моментот кога граничното обезбедување отиде од Арама кон полицијата и тој експеримент, така да кажам, што беше направен во склоп на НАТО реформите пред 20 години, се покаже како успешен и веројатно пак имаат интерес да се оди по истиот рецепт. Освен Министерството за внатрешни работи, гледам дека тие се подготвени за распоредување по други институции од одбранбениот сектор, пред се во Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, територијалните противпожарни единици, значи може да им се најде место на овие луѓе, тоест пак ќе повторам, достоинствено решение каде да го поминат остатокот од својата кариера од 45 до 64 години. Голем дел од нив веројатно нема додатна пензија на 64, затоа што имаат бенефициран стаж. Некаде тој бенефициран стаж е 3 месеци, 4-6 месеци на година, но сепак државата мора сериозно, тоест Министерството како носител на тој процес мора сериозно да размисли и да најде решение. Ке дочекаме ли ние некогаш во држава безбедноста да не биде на прво место, како во секоја нормална држава? Па има кај нас тој наратив за безбедноста, за НАТО, за колективна одбрана, особено во последните 2 години како станавме членка,
А тој наратив го слушаме веќе 20 години, знаете, ние пристапивме, прво бевме дел од тој Евроатлантски партнерски совет на НАТО, кој што всушност е една поширока рамка кој ги обединува и сите земји членки и сите земји партнери. И постојано, нели, ние сме земја која што најдолго правила реформи, која што направила 13 планови за членство. На крај знаеме каква цена, нели, плативме за влез во НАТО. И оно што јас постојано сакам да го потенцирам е дека веќе влеговме во клубот, но не смееме да си дозволиме да бидеме најслабиот играч на теренот помеѓу тие 30 земји. Не смееме да си дозволиме да бидеме најслабата алка во тој безбедносен синџир. И оно што постојано го инициирам и го поттикнувам за дискусија е дека не смееме. Извинете што ве прекинувам, велите вие не смееме, меѓутоа тоа не се случува. Тоа не се случува, Колку офицери ни вратија затоа што не им издаваат безбедносен сертификат? Тоа не се случува. Зошто се, може слободно да кажеме, зошто се брукаме како држава? Па еве, се врзуваат работи едно со друга. Прво, тоа не се случува затоа што ние гледаме дека немаме доволно индивидуални капацитети. За вие да играте во тим, прво треба да сте добар играч, така. Ние сме многу слаб играч, што се потврдува токму со ова што покренавте како тема, бидејќи да, ние имавме ситуација кога луѓе беа номинирани за високи раководни позиции. Значи, не зборуваме за позиции во единици, туку зборуваме за луѓе кои што требаше да заминат како воени представници во седиштето на НАТО во Брисел, што е една нели од премиерните позиции. Највисок воен представник секојаш е генерал, потоа следуваат полковник понадолу. Значи ние втората, третата по ранг позиција во НАТО штабот ја промашивме. Номиниравме човек, тоест министерката тогашна номинираше човек кој што потоа не ги помина безбедносните проверки. За жал не отиде човекот. Сега имаме некој друг упатен на негово место, но тоа ни се случи не само на највисоко ниво, туку тоа ни се случи на пониските ниво. Имавме ситуација со војници кои што беа испратени на мисија во Афганистан, кои што нема безбедносни сертификати, не можеа да се движат низ базите, не може да ги вршат своите секојдневни работи. А истото ни се случи со мисијата во Косово. Така да сериозен проблем. Очекувате некако најскор можен период да се најде било какво решение за ова? Па за да се најде решение, за да се најде решение мора да има сериозен пристап, знаете. Тој пристап мора да започне од озгора надолу. Значи ние да се свестиме дека не сме на добар пат, да бидеме само критични, нешто Министерството за одбрана да најде одредени решенија за сериозни проблеми, генералштабот на армијата да седне и тотално да процени докаде сме со тие процеси на трансформација. Бидејќи ние започнуваме трансформација на армијата, доаѓаме до одредена точка и потоа велиме ајде пак да размислиме, не беше добро, пак враќаме на почеток. Тоа е изгубено време, тоа е празен нот на армијата, а во меѓувреме имаме луѓе, професионални војници, офицери, подофицери, кои се незадоволни од условите и кои се заминуваат. Мои добри пријатели, дури офицери, отидоа во Германија, во Европа да возат камиони, а не остана на своите места. Високо квалификувани луѓе од специјалната единица си одат секојдневно од армијата затоа што не се задоволни од условите, затоа што има нели компетитивност помеѓу тоа кој ќе замине на мисија, кој нема да замине на мисија, кој што компетитивност најчесто е не лојална, затоа што благодарение на некои други методи не заминуваат секогаш најдобрите, туку заминуваат најповрзаните. Имавме една изјава од нашата министерка за одбрана Славјанка Петровска, она која започнуваше војната во Украина, дека сме подготвени да испратиме и војска. Аве да прашам вие, затоа што контактирате еве со представници во НАТО, имате и ваш центар за безбедносни истражувања. Како се осеќале тие луѓе, затоа што ние, нашата министерка говори во името на НАТО, говори во име на 30 држави дека ние ќе испраќаме војска некаде. Колку е одговорно тоа? Па тоа не е одговорно затоа што таа многу брзо се сеќавате ја повеличе изјавата, туку рече дека ќе помогнеме на било каков начин, дури иако требало со испраќање трупи, доколку, потоа направи чекор назад, доколку се направи одлука со консензус во политичките тела за одлучување на НАТО пред се во Северноатлантскиот совет. Кога таа виде дека избрза со изјавата, потоа проба да се дообјаснува и така натаму, потоа имаше изјава спротивна дека нема да испраќаме војници од НАТО. И сето тоа беше една последица на оно што се случуваше директно од Брисел, директно од Вашингтон, директно од Лондон, бидејќи на почетокот, ако се сеќавате, кога започна кризата, таму 24-25 февруари,
имаше многу бргу по започнувањето на кризата, соодветно оградување од страна на светските лидери. Вие се сеќавате дека Џо Бајден излезе на една пресконференција и 2 пати, 3 пати одлучно повтори дека ние нема да учествуваме со наши војници на украинско тло. Борис Џонсон исто, дури Да, во време кога се оградува така беше. Цела Тоа беше света нас првите не денови. сваќаат доволно сериозно никаде во светов, иначе најверојатно ќе започнеше и трета светска војна после таква изјава. Па имаше реакција, ако се сеќавате, веднаш од руската амбасада, уште истиот ден, дека е непромислена изјавата. И затоа, нели, после се бараше начин како таа изјава да се не може да се повлече, бидејќи беше јавно дадена, но да се разводни на некој начин. И самиот Столтенберг кажа дека учеството на НАТО во таа операција со луѓе би била прилично сериозна. Потоа, како се развиваше конфликтот, нели се бараше, Зеленски бараше да има затворање на украинското небо за прелет на руски авиони, па да се бара дополнителни трупи, на крај па ја измисли она легија на странци, нели волонтерска. И еве сега гледаме дека работите таму се одвиваат, доби еден чуден терк, кој што веројатно Русија како сценарио го има разработено. Се случи тоа многу работи, тоа е друга тема. На крај да затворам со вашето прашање, изјавата беше во тој контекст избрзана, непромислена, не е единствена во тој контекст на нашата јавна политичка сцена, бидејќи ако се сеќавате и претседателот имаше една изјава дека он веќе во ноември знаел кога ќе биде нападот и како ќе биде. Значи имаме една премиерот, не сум го слушнал да даде некој изјава, освен ова што ќе му го напишат да го каже како официјална реакција. Едно чувство на збунетост, на некоординираност, на непронаоѓање на самиот себе си и на нашата држава во тој контекст на современи геополитички односи, што ќе видиме колку ќе ни се одрази. Нема, верувам дека безбедноста нема да ни се одрази, да не нападне Русија или не знам како, но во поглед на, еве веќе не ставија на таа црна листа, во поглед на економски санкции, во поглед на, така да речеме, одредено непријателство, пошто и Македонија е на листата на тие непријателски земји спрема Русија, ќе видиме какви се сериозни економски пред се и политички импликации ќе имаат сите тие изјави и сето тоа ноншалантно однесување, да речеме. Условите во кои што функционираат како војската, така и полицијата се крајно мизерни. Најголемо достигнување во држава ни е набавка на кондори, чизми, понекогаш и униформи. Кога ќе се свести државниот врв дека има основни средства кои што им се потребни. Ние сме оставени, имаме цели полициски станици кои што треба да се грижат за безбедноста на сите. Немаат возила. Во последен период ги гледаме зачестено возилата од гранична полиција, кои што сите ни се донација од пријателски држави од западниот блок, кои што се префрлени во Мавар. Имаше период кога беше корона кризава, која имаше полициски часови. Неколку полициски станици беа поставени со многу мал број на возила, немаше доволно возила за патроли. Имам еден пример од еден скопски градоначалник кој што полициската станица кај него има 1,5 возило, едно функционално, другото половина затоа што не знаеа са веле дали ќе им запали дали не, па он од неговите општински возила им донираше 2-3, им ги стави на располагање за да може да функционираат. Како го допревме дното? Видите, доколку зенитот на вашата работа и на вашето опремување на армијата се чизми, униформи, гуми за возилата и тоа половни гуми некои таму, и добивање на донација од вреки за спиење, не знам, 30-40 вреки за спиење, тоа покажува каква очена состојба сме. Значи, наместо ние да зборуваме за модернизација, за опремување на армијата, и, нели, веќе сме членка на НАТО, кандидат за ЕУ, ќе видиме кога ќе биде и како ќе биде сето тоа, во каква форма, нашето действување и меѓународно, меѓутоа и домашно, на полето на модернизација и опремување на армијата треба да се движи со многу поголем интензитет, за да ние можеме со колку што може помал временски период да ја постигнеме таа фамозна интероперабилност со првенствено со сојузниците во НАТО, нели, бидејќи таму сме члени, и еден ден со партнерите од ЕУ, ако некојаш воопшто станеме член таму. Сега проблемот е што кај нас секоја година министрите и за внатрешни работи, сега внатрешни работи и одбрана конкретно еве да ги земеме, секоја година се фалат со зголемен буџет, а секоја година ситуацијата е полоша. Зошто е тоа така? Бидејќи голем дел во Министерството за одбрана буџетот например е јасно поделен 50-30-20, кој што 50% треба да оди за
заплати за надоместници са вработените, 30% за модернизация, опремување, 20% за вооружување и така натаму. Сега нас тој дисбаланс е преместен и заплати од околу 70%. Ајде не само што од 70% заплати, туку и сигурно знаете веќе дека и Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи се соочуваат со масовен број на тужби од своите собствени вработени. Тоа е така зашто се делат решенија законски непоткрепени, затоа што не се исплаќаат стражи, затоа што не се исплаќаат дежурства, затоа што не се исплаќаат слободни денови, прековременна работа и така натаму. И сега видите, ако ние одиме пред НАТО декларативно кажуваме дека еве годинава 1,6-1,7% од бруто домашниот производ од БДП-то се издвојува за потребите на одбраната и тоа е некоја сума, не знам, 200 и нешто милиони евра. Вие на почетокот на годината, кога ги раздолжите старите долгови, што сте ги правиле со набавки, сето кои се околу 20 милиони секоја година, кога ќе се соочите со овој број на тужби кои што морате да го исплатите, бидејќи 99,9% од оние кои што го тужат или МО или МВР ги добиваат тужбите. Луѓето се во право. Затоа што се во право, и тоа што им следувало не им исплатено, сега бара да им се исплати. Па тука Министерството плаќа адвокати и судски трошоци. Се значи се работи за една прилично голема сума и на крај вие останувате само да закрепите годината, значи да ги исплатите платите кои што пак рековме не се 50-70% од буџетот. Пак натрупувате долгови од оваа година за следната и вие следната година да го зголемите за 0,1 за 0,2% поени еве буџетот на Министерството за одбрана кој што декларативно ние рековме дека до 2024 ќе биде 2% од БДП. Тоа е и поборувањето на НАТО кој што е усогласено договорено на Вилшкиот самит. Ние пак се наоѓаме во една мат позиција кога буџетот се качува, а квалитетот опаѓа. Зошто? Затоа што имаме недобро менаџирање. Барем Министерството за одбрана мора да се тој буџет се менаџира по одредени програми, значи има програма за планирање, управување со буџетот, тоа е цел процес, но ние никако да се симнеме кон онаа рамка која што треба. Министерството за внатрешни работи, кој што мораме да признаеме, сепак најголемо министерство, најмногу вработени, кој што прави реално и најголеми трошоци, но и таму работи, пак еве и таму има 5 до 6 хиляди тужби против министерството. Тие тужби министерството секако ги изгуби. И сега ние се чудиме зашто достигнување било да се купат чизми и не знам што, а службените возила се посебно приказно оперативно-техничките, материјално-техничките средства со кои што и двете министерства располага со цел нивните вработени да ја вршат својата работа професионално и како што треба се очини. Значи го гледаме тоа, не мора никој да ни го кажува. Вие сами сте го забележале за време кога имаше дополнителен ангажман на полицијата, кога имаше нели корона полициски час. Па се сеќавате на оној шатор што го места во кругот на клиника, тој е шатор за медицински интервенции на борбено поле. Па им падна нели шаторот, падна снег, па им падна шаторот. И на крај искочи дека беше само драма, ниту еден човек не се згрижи во тој шатор. Значи ако гледате само кон перцепција, кон пиар, кон личен пиар, не знам дека сте направиле нешто драстично и да се оправдате пред луѓето, пред граѓаните, не сте направиле ништо, треба функционалност. Тоа се министерства на чие што добро функционирање и секако добро управување и менаџирање почива стабилноста и безбедноста на државата. Доколку вие имате импровизации во тие два сектори, како и впрочем во секој друг од важните сектори, не знам, образование, здравство, надворешна политика, вие не можете да очекувате да одите напред. Не можете да очекувате во извештаи на Европска комисија или во извештаи на други релевантни меѓународни организации да бидете оценет со добар. Кога не сами знаеме дека не сме добри. И не само што самите знаеме, туку самото тој се гледа, секој граѓанин може да види дека од 5 полицајци кои се поставени на улица, кога има било каков ангажман, ајде не одиме се на протести, кога има спортски манифестации, кога има паради, кога има не знам што, од сите 5 полицајци, сите 5 носат различна униформа. И тоа се гледа. Кога ќе достигнеме тие НАТО стандарди во армијава, затоа што очигледно знаеме дека оној прием во НАТО беше чисто политичка одлука, не беше одлука по никакви заслуги. Конкретно ние од Соединетите Американски држави набавуваме некако околу 150 возила кои што ни се за оној деклариран батальон во рамки на НАТО, меѓутоа тој батальон е 600-700 души. Ние за тој да го опремиме ни се потребни уште 3 години од сега. Што е со останативе 5000-6000 војници што ги имаме? Инвестициите во одбраната се многу сериозна работа. Еве сега нели гледаме во услови кога има конфликти на повеќе места во светот, ние сега нормално најблиску до нас е конфликтот во Украина и сите го гледаме тој конфликт. Меѓутоа во моментов не е само тој конфликт, имаме конфликт во Јемен, имаме конфликт во Мали, имаме конфликт на уште не знам што на десетина места на светот. И всушност еве да речеме дека ова е едно оправдување за
потребата за инвестиција во одбранбениот сектор. Но таа инвестиција мора да биде добро испланирана, добро осмислена. Значи ние се доведовме во ситуација да со последниот стратешки одбранбен преглед ние деклариравме дека нашата армија ќе брои 6800 војници. Што е премногу мала бројка за вие да ја немате таа армија високо оправена, професионализирана, модерна. Впрочем, тоа е идниот концепт и вооружени сили да се формира мала професионална армија. Впрочем, и затоа немаме веќе рекрутен состав, затоа веќе не се бара тие што аплицираат за професионални војници да имаат служено претходно доброволен рок војска во Велес, туку се оди кон таа мала професионално опремена модернизирана армија. Но и тоа ние тоа не го постигнуваме, ние постојано го намалуваме бројот, беше 800, сега е намален на 6800. И никако не можеме да постигнеме или опременост ова со декларираните единици е добар пример. На нас целата армија треба да не биде таква. А овие само да се нели малку повеќе за да може во најкраток можен рок, доколку има потреба, да се испратат на одредени мировни операции, хуманитарни операции и така натаму. На крај пак ќе мора да свртиме кон менаџирањето. Значи вие ако непотребно правите спорови, непотребно заради, не знам, политичка одмазда, заради тоа, заради личен анимозитет, имате луѓе кои што им давате наредби кои што законски не држат. Вие знаете дека по тоа следи тужба, меѓутоа тие тужби тој командант кој што потпише, тој министер не ги плаќа од джеб, ги плаќа пак државата од буџетот на соодветното министерство. И на тој начин вие сами си го цитате сопствениот буџет кој што ви е потребен за да направите нешто повеќе. Тоа е првата работа. Втората работа е што ние имаме во поголем број од нашите државни институции, не само Министерство за одбрана и внатрешни, непрофесионализам. Имаме луѓе кои што се залутани таму во тие министерства, луѓе кои што се вработени сега не знаеме, по лична, по партиска, по каква и да линија, согласно некој нечив интерес, но тие луѓе таму не знаат што прават. Тоа е пример, Министерство за надворешни работи да го земеме. Значи многу такви институции и сега вие со неквалитетен кадар барате да добиете професионализам. Не може. Значи тој квалитетен кадар вие мора или претходно да има завршено соодветно образование, да работел, па вие дополнително да го обучите, да го направите специјалист во тоа што го работи, за вие од него да очекувате дека тој нешто ќе сработи. Вие се не може да земете човек кој што никогаш не работел во одбрана, да го ставите да работи, да му дадете надлежност во сектор за меѓународна соработка или во сектор за цивилна војна соработка, или сега има таму поголем број на сектори, да не ги споменуваме сите. Како тоа е сега, јас себе сум дипломирал, магистрирал, докторирал безбедност и одбрана, и сега јас дотидам да работам, не знам, во Агенција за финансиска поддршка на земјоделие. Апсолутно неприфатливо, мислам, јас просто самиот не би се согласил на таков чекор, но тоа не се случува. Тоа е реалноста и кога вие имате таква реалност, нормално е тој систем да има одредени ранливости и да има одредени слабости. И сега ние седиме и дебатираме како да ги отстраниме тие слабости и како да ги тие ранливости да ги решиме и да ги направиме да бидат наши силни страни. Не може, тоа не е процес кој е преку ноќ. Тоа е процес, тоа е една девастација на целиот безбедност сектор кој трае веќе 20-30 години и кој не прекинува, знаете, тоа е најстрашното. Ние сме ги увиделе грешките 90-тите години. Сме ги увиделе грешките после конфликтот, пак знаевме дека има грешки. И сега што се случува? Пред 3 години правиме реформа на безбедностна раздавачка заедница. Ајде нели УБК беше извор на злото, беше не знам, центар на моќ, беше дел, ајде до некаде да го прифатиме како точно. И сега ние правиме реформа, правиме нова служба, Агенција за национална безбедност, таа служба која што треба да биде идниот најпрофесионален играч на безбедносното поле во Македонија, кој што не е Агенција за национална безбедност. Самата селекција од УБК Ванова ви е тотално компрометирана, без тест за интегритет, без полиграфско тестирање. Фактички, законот кој што беше донесен специјално за таа цел да се направи нова служба, во старт не се испочитува. Па се правеа нели комисии, па пратеници, па синдикати и на крај изговорот за тест за интегритет беше дека немало релевантни лица кои што ќе го спроведат, а за полиграфско тестирање немало време да се изведе, немало полиграфи, не знам што беше на крај. Па не може така. Нема професионализм. Еве, колку сме ние одговорни како држава, кај нас има десетици амбасади од сите држави, си имаат амбасадори, си имаат воени аташиња. Нормална е таа комуникација. Ние стигнавме на дереже како држава, ние немаме амбасадори во 30 на држави, меѓу кои што ние со години не можеме да најдеме амбасадор за во Соединетите американски држави.
нашиот најголем стратешки партнер. Ние истовремено немаме амбасадори во другите две најголеми сили во светот, во Русија и во Кина. И во Кина. Ние не можеме да избереме амбасадор во Брисел. Ајде, Тука настанува првата комуникација помеѓу конкретно со САД, најпријателска држава, малтене они ни ја опремуваат армијата, ние немаме човек таму утре да повикаат да треба на некого да му дадат безбедносна информација, немаат на кого да му се јават. Па еве и тоа само ја покажува нашата несериозност, несериозниот пристап. Да не забораваме дека имавме кандидати за амбасадори по кои што не можеа да заминат, кои што беа одбивани, што е уште една. Значи јас сум, да не речем 100% сигурен, но тоа со голема веројатност сигурно, затоа што во текот на мојата кариера сум работел во дипломатски представништва, работел во НАТО мисијата во Брисел како трети секретар, кој што не е дипломатско звање. И знам како оди процесот. Значи скоро сигурно е дека пред да се пушти официјално предлогот за било кој да биде амбасадор во одредена земја, прво се прават консултации со тукашната амбасада. И се тука кој им било кажано немојте, нема да ја помине предлогот, и се насила одиш во јавност го изнесуваш, праќаш да добиеш гремани и потоа се чудиш зошто те одбиле. Како? Мислам, ова не е Македонија, па на сила, на политичка волја, на политички интерес да истуркаме работи кои што не се реални, кои што не се објективни. Значи во светот владеат други правила. Да, нели, ние можеме нашиот интерес да го бараме и сега се буниме зошто овој не бил подобен за таму, зошто не бил подобен за ваму. Но и тоа сигурно во некоја фаза им било кажано немојте луѓе, ова нема да ви помине. Исто како што веројатно се направи грешката пак ја спомнам во Брисел. Не може за одредено место ти прво да избираш кандидат, па потоа сега ќе му правиме проверки. Ако се покаже дека не може да помине медицински тестове, да почнеме од најпрвото. Како ти оди? А ти веќе си го номинирал. Се безбедносната проверка е, нели, една од компонентите кои што се гледаат во тоа. Така да мене не би требало, ама понекогаш ми изненадува тој несериозен пристап. Зошто не би требало да ми изненадува? Затоа што 30 години го гледам истото. Гледам истите грешки. Значи вие не можете како сериозна држава циклично да повторувате одредени грешки. Нели како девиза, не можеш истата работа да ја правиш на ист начин да очекуваш различен резултат. Невозможно е. Нашите грешки се, да не речем изнудени, но имаат сериозен негативен ефект врз кредибилитетот на државата. Добро го посочи примерот. Не може во трите најголеми држави ние да немаме амбасадори, а не се само тие три држави. Ние имавме долго време и во Брисел, немавме ни воен представник. Сега имаме. Мислам дека Фрчковски помина конечно. Го видов сликан пред некој ден. После години и години. Да, го видов сликан пред некој ден. Тоа е несериозен пристап, но кај нас се доведовме во ситуација да амбасадорските места се даваат по партиски и по коалиционен клуч, да не се гледа кој е најдобар. Значи ние имаме луѓе кои што одат во земјата на прием, немаат поим од јазикот на државата. Значи тоа е несериозен пристап. Ако ти веќе знаеш дека тој кој е амбасадор му кажуваш да тој нема да се подготви, се тој не може да научи течно да зборува, и тоа па не може да отиде ништо да не знае. Еве пример кај нас дипломатски представништва, колку толку со луѓе можеш, пробале се, труделе, научиле се, пак мораш да имаш одреден респект или го праќаш човек во држава во која што нема појма ни за политичка состојба таму, никош не стапнал таму, ти го праќаш да ти ги представува интересите. Не знам, многу грешки се направија и во цивилната дипломатија, и во воената дипломатија, и сето тоа некој го гледа, знаете, не е тоа како слушај ќе пуштиме па ако помине. Не е така. Не е така, затоа што секој кикс кој што ќе го направиш како држава, некој го гледа, го бележи и со секој следен кикс викат, види, се несериозни се луѓе, ние пробуваме да им помогнеме, пробуваме еве да ги спромовираме, тие види што прават, ни праќаат луѓе, сами си пукаат у нога. Така му доаѓа. Праќаме наши разузнавачи кои што нели руско влијание на Балканот, но време нели руското влијание на Балканот беше Баук, само за тоа се збореше 2-3 години. Ние праќаме наши оперативци од агенција за разузнавање на некој состанок во Брисел, ги фаќаат на 500 метри од Декатлон преку улицата на НАТО, ги фатила параноја дека ги следат, ги фрлале, ги затнале школките УВЦ, фрлале, документите ги уништувале, целиња фрлале. Значи, што покажува самото тоа, дека си тотално несериозен, ако ти веќе имаш сознание дека некој те следи, дека ваму таму нормално, НАТО ти е на 500 метра се враќаш, кажуваш, луѓе имаме, и ги оставаш туку документите на сигурно. Крај кај ги носеле документите, у хотелска соба, се вкај ги чувале. Значи се тоа киксови кои што некојаш изгледаат многу смешно, некојаш на нас не изгледаат многу комично, но сето тоа ја подрива кредибилноста на државата
пред се на државата, а потоа и на сите индивидуални институции кои што ги прават тие грешки. Колку сме подготвени ние како држава за новите безбедносни ризици? Нешто што се наметна последниве поголеми војни и движењево на мигрантите, вклучително и она во Сирија, арапските држави, се и последно во Украина, сва среќа што сме таква држава каква што сме, па мигрантиве никој не сака да остане тука, само транзитираат од кај нас. Меѓутоа Европа на големо се спрема, нашите сојузници на големо се спремаат, ја модернизираат армијата, се што имаат она старо оружје го донираат. Говориме за оружје од источните блокови, го донираат на Украина, сега последно го направи тоа и Словенија. Ние до кај сме со тоа? Правиме ли нешто воопшто? Ние сме заглавени, закочени во тој процес, затоа што нели секоја државна одлука треба да почнува и да завршува и да се спроведува согласно стратешките национални интереси на државата. Се никој држава е конкретно во полето на безбедноста и одбраната, стратешките документи, највисоките стратешки документи кои што ги определуваат трајни, важни, витални интереси на државата, начинот, безбедносните ризици и закани, кај нас не е ажуриран тој документ од 2003 година. Прв пат и последен пат е донесена националната концепција за безбедност и одбрана, која што не е ажурирана колку има? 19 години. Значи за тие 19 години се случиле масовни геополитички преместувања, станавме членка на НАТО во време, меѓутоа никој не зборува за ажурирање, таа е ја впрочем е донесла собранието. Треба да ја донесе стратегија за национална безбедност која што 2009 година донесена класифицирана, никој не знае што пишува во неа. Стратегијата за одбрана ја гледам дека нешто направија 2020 година донесла нова. И ние сме сега заглавени во тој вакуум кога во меѓувреме станавме членка на НАТО, кога треба да ги следиме сега. Внимавајте, тука е многу интересно, пошто вие морате веќе како членка на НАТО индивидуалните интереси како држава, нели да ги донесете во линија со колективните интереси. НАТО, покрај НАТО, нели сме Обединети нации во опсе. Секаде сме членка, сега и во Европска унија ќе станеме, нема станеме, ќе видиме. Или во Европска политичка заедница, тоа е друго прашање. И сега во моментот кога вие треба да бидете веќе не сте наблюдувач. Кога бевме партнер членка на НАТО, ајде, ние партнери, уште 20-30 партнери, медитерански диалог, ајде друго, партнерство за мир, медитерански диалог, Истанбулска иницијатива за соработка, глобални партнери, можевме да чекаме и да ни кажат и да чекаме да ни донираат. Ова да ни донираат, тоа намеги, тоа сега веќе си во клубот, сега нема веќе ништо бесплатно. Сега си плаќаш чланарина и таму треба да си подготвен на најмалку колку што е најслабиот. Значи да си еднаков со најслабиот, за да не двоиш од другите. И сега ние што правиме? Се наоѓаме затечени во секоја позиција. Пак се вртиме, нели? Пак доаѓаме на почетокот со непромислени изјави на министри, на председатели, на премиери. Значи, вие не можете да имате некоординиран став со тој на НАТО. Значи, НАТО е сега се труди, донесува нов. Уште не е донесен, но тоа ќе се донесе новиот стратешки концепт. Сега би требало најбрзо да се усвои. Тој ќе беше веќе усвоен, да не беше конфликтот во Украина. Од друга страна почнува се повеќе и повеќе да се засилува како одбранбен и безбедностен играч, што е една прилично голема новина, бидејќи нели ЕУ секогаш била политички и економски субјект, но сега за прв пат во ЕУ се донесе стратешки компас, стратешки документ, така наречен стратешки компас, кој што ги предвидува идните чекори за ЕУ да стане силен играч на тоа поле. Засилен со многу пари, значи околу 5-6 милиарди евро буџет. Формирана Европска одбранбена агенција. Јас имав една прилика сега при едно моје патување во Брисел пред 3 месеци, премиерно да се запознавам со представници, бев гостин во Европската одбранбена агенција. И ги слушнав работи кои што можам да кажам, кога доаѓаат од страна на представници на Европската унија, досега не сум ги слушнал. Значи се зборуваше дури и за сили за брза интервенција, така наречени Rapid Reaction Force, кои што треба да бројат до 5000, кои што треба да бидат целосно оперативни до 2025 година. И внимавајте уште едно изненадување, Германија е државата која што најмногу треба да придонесе кон нивно подготвување за да бидат нели оперативни. Сите држави на Европска унија се тука согласни околу тоа. European Defense Fund или Европскиот фонд за одбрана значително зголемен. И дури гледаме дека веќе ЕУ почнува да игра и со мировни операции, извинете, не со хуманитарни, со мировни,
Но тука некаде ЕУ ја сгреши работата, не знам зошто, бидејќи првата операција на која што ЕУ проба да игра во Африка беше во Мали. Донесоа дури и декларација сега на почетокот на годината беше донесоа декларација дека ќе го зголемат присуството и ќе го зголемат вложувањето, инвестицијата, со цел да ги тренираат силите на Мали за противтерористичка борба, да може да бидат отпорни на влијанието на терористички организации таму. Немаше дали 2 недели, дали 15 дена по донесувањето на одлуката, се предомисли и ги повлекоа трупите. Воедно и Франција имаше учество таму како индивидуална нација и французите се повлекоа. Има нешто во Централна Афричка република и таму нешто работува не оди кој што треба. Официјалниот изговор е дека премногу големо влијание имала оваа Вагнер група, која што е руската, нели, професионална организација или приватна безбедносна компанија поново. И се повлекоа, но сега ги читав некои извештаи дека се дадени, се планира околу 1 милиарда евра воена помош за Украина. Нели нормално, пошто нели е конфликтот сега во Украина, но дека се дадени пари во Грузија, во Молдавија, значи во сите овие земји, преку имаат едно направено кое што се вика Европски мировен механизам, European Peace Facility, кој што во суштина е механизмот преку кој ЕУ ги врши сите овие работи. И сега има тука една прилично сериозна дебата во Брисел, колку е тој европски мировен механизам, колку е подлежен на контрола под Европски парламент, бидејќи сега како што е поставен не е, и колку е подлежен под контрола на парламентарните комитети на секоја државна члека засебно. Имаше реакција од германскиот Бундестаг, од еден нивни пратеник, значи не европратеник, туку пратеник во германски Бундестаг, кој што во германскиот комитет за безбедност и одбрана при Бундестагот, кој што изрази сериозна загриженост дека тие средства и тие активности на Европскиот мировен механизам не се во согласност со демократско владење на правото и транспарентност. Сега останува да видиме, они се активни, силите, рековме, за брзо распоредување треба да бидат операбилни до 2025 година и за прв пат можеме да видиме силен ангажман на ЕУ. Од друга страна, ајде сега да видиме за НАТО, бидејќи таму сме членка, повеќе ме интересира. Не треба да забораваме дека НАТО не е само евроатлантска организација. Значи не имаме, НАТО има глобална мрежа насекаде, преку неколку механизми. Прво преку ЕАПС, преку партнерство за мир, преку Истанбулската иницијатива за соработка, преку земјите од медитеранскиот диалог, но и едно што е многу интересно, мрежата на глобални партнери. Сега не имавме една ситуација, најдобро е да ги илустрираме во тие со примери, за да може слушателите да ги поврзат работите. Бидејќи мораме да излеземе од овој наш кус светоглед дека само Европа е светот, не е само Европа светот. И ова што се случува во Европа многу често се последици на одредени брнувања кои што се случиле некаде на друго место, дали во Африка, дали во Азија, дали во Јужно Кинеско море или така натаму. Се сеќавате сега дека пред неколку недели имаше проблем еден со Соломонски острови, кои што се нели таму во сфера на влијание Индо-Пацифика, што го викаат. И сега тука дека најголемите реакции за интервенцијата на Кина дојде од 3 држави. Првата беше Австралија најмногу, Нов Зеланд и Јапонија. Да не забораваме дека сите тие 3 држави се дел од таа групација на глобални партнери на НАТО. Останатите се Афганистан, Монголија и неколку други држави, Индија. И сега можете да видите дека НАТО ја имат на некој начин заокружено вториот стратешки ривал во Азија, кој што е нели Кина, има заокружено со своји глобални партнери со кои што стварува соработка не само во полето на политичка соработка, туку и воена соработка, размена на информации, декларативна поддршка и така натаму. А гледаме и дека во последно време реториката кон Тајван се почесто и почесто, кон односот на Кина со Тајван, така да речеме, ајде, се заострува, има одредени изјави од европски и од американски носители на функции дека таму тој статус кој мора да се одржи, бидејќи цел свет, барем јас имам таков впечаток, цел свет е во исчекување како ќе заврши ова Украина. Значи сите го чекаат епилогот за да видат како да ги потоа да продолжат да си ги остваруваат своите стратешки национални интереси, бидејќи тоа е најголема лага дека колективниот мир, колективните системи во светот се направени за општо добро на сите. Не, во секој колективен систем секој си поѓа својот индивидуален интерес и секој држави тебе можеме да видиме, значи премногу пластично сега можевме да го видиме со санкциите кон Русија. Бидејќи во санкциите кон Русија не секоја земја имаше исти степен на
енергетска, економска и било каква зависност од Русија. Тие што има поголем степен на независност, ставија поостри санкции. Тие што нема, тоест што се многу зависни од рускиот најпластичен пример со енергенците, се колеба, па сега легна на брашното, почна да плаќаат во рубли и така натаму. Значи, тој ние кој држава мораме да го сватиме дека не треба секогаш да го бркаме туѓиот интерес. Примерно, пред се, основна константа на меѓународните геополитичките односи треба да биде сопствениот интерес на сопствената држава, на сопствениот народ, на сопствената нација и на сопствената татковина. Лекција која што ние веќе од 91 година никако да ја научиме, а имавме многу прилики да ја научиме, нели ембарго од Грција, па промена на знание, па промена на име, па или рида, па војна, па конфликт, па значи цело време сме во некој брнување во кој што ние како држава не успеавме да се научиме да пливаме. Тоест да ја одржиме главата на површина. Во овој контекст дали е време за нова доктрина? Нашата досегашна доктрина е да издржиме 48 сати додека не дојде некој да нас спаси. Па да, секако е време меѓутоа за да направите таа нова доктрина, прво треба да бидете само критични и искрени спрема самите себе си. Значи, нели, секој барање на лек почнува од тоа, од осознавањето дека си болен. Значи, ние не сакаме да ја осознаеме, да ја признаеме реалноста. Значи, ние уште летаме во облаци, мислиме дека оваа постариве кои што имаат една девиза кој што ја кажуваат како беше НАТО, ЕУ ќе не храни, НАТО ќе не брани. Ниту ЕУ ќе не храни, ниту НАТО ќе не брани. Тоа треба самите со себе да го расчистиме. Еве гледаме со новите случувања со ЕУ дека тој проект е сега, видете, тоа беше во дипломатски кругови една приказна која што ние кажуваат веќе наназад, не дека ние нешто се изненадивме сега дека нема да станеме членка на ЕУ. Мислам, секој малку подобар вака аналитички што размислува, што има аналитички капацитети, што знае да следи геополитика, што чита, што се интересира. И јасно беше дека ЕУ бара начин како да го стави проширувањето во втор план. Дали и во втор. Значи, дали и во втор. Ајде да речеме, нас пошто многу ни интересира. Ајде да речеме дека само одржливоста на ЕУ е на прво место, па второ место е проширувањето. А не е на второ место, но ајде да речеме дека е. Се во кој што Макрон го прави, кој што го сега видите нормално, ние го разбираме човекот. Имаше претседателски избори, сега има парламентарни. Неговата политичка кариера и интересите на Франција, јас сум сигурен дека секогаш ќе бидат на прво место пред интересите на ЕУ. Впрочем, тоа го видовме со Брекзитот. Никој не очекуваше Брекзитот дека ќе заврши како заврши, меѓутоа британскиот народ кажа толку е доволно е. Сега дали тоа било позитивно, негативно за Британија, нели, друго прашање, и остава просто за друга дебата. Но проширувањето како проширување ние гледаме дека никако не е на агенда. Нас со тој фамозен датум не лажат веќе колку време. И претходно не лажат за други работи. Или можеби сами се лажеме. Претпоставам дека сами се лажеме, затоа што не можеме да исполниме ни еден услов. Да, видите, пораките се јасни. Сега ова измислување на Европска политичка заедница или така наречена втора лига на Европа, ние сме го тоа еден механизам кој што ви НАТО долго време го користеше, нели, таа Евроатлантски совет за партнерска соработка, Евроатлантски совет, да, така, за ЕАПС. Тоа е како еден начин за филтрирање на нови членки, меѓутоа во НАТО е малку подруго, стратешкиот интерес секогаш е тука. И НАТО гледаше само во колку повеќе држави да стави знаме на НАТО. И добро, и наш стратешка определба како држава беше да станеме дел од тој колективен систем. И тоа ЕУ е многу поразлична работа, и политички, и економски, и владење на право, и демократизација, и транспарентност. Значи тука има многу компоненти кои што ние да бидеме сега искрени помеѓу нас и помеѓу слушателите, дека ние најголем дел од нив не исполнуваме, па видите, ние имаме препораки, извештаи од Европска комисија, од Греко, од Транспаренси, од дека ние имаме сериозни функционални недостатоци во општеството. И сега ви имате партија на власт која што вели, абе не знаете, ние спорот со Бугарија, па претходно беше спорот со Грција. Но не е така, ние пред 3 години имавме, кога не добивме таму некој датум, кога имаше 3-4 сериозни држави, Франција, Холандија, Белгија, кои што ви кажат, ова не иде. Не ви сте реформите спроведени. Оној прибе доаѓаше тука, го лаже, го шета по институции, слушај сега системски реформи, приоритети, итни реформи, нема ништо да, па не се будали луѓе, гледаат. Ти ако му викаш ние ќе правиме нова служба, нема Анава веќе да слуша, системите се уште таму се фалиш, не знам, со реформи, не знам што ќе ги направи, а нема ништо, тоа па не се гледаат тие луѓе, не можеш ти да ги лажеш. Има затоа се тие представници впрочем на ЕУ, на амбасадиве ти. Со декларативно, да, ти можеш ќе поминеш кај народот, ќе отидеш на митинг, ќе го излажеш човек, абе ние знаеш сега, датумот го добиваме, стануваме членка и потоа ќе, не знам, ќе паѓа злато од него. Ама реалноста е друга.
Ние немаме капацитет фондовите да ги искористиме. Не знам дали знаеш дека секоја година од фондовите кои што се наменети за Македонија да ги користи, ние користиме, не знам, просек 30 до 40%. Затоа што ние како држава не сме изградили капацитети. Јас сега работам во еден проект со Германски универзитет. Таму државата го субвенционира универзитетот во пишување на проектот, со цел нели да го аплицира и да зема од Хоризон програмата, не знам, 2-3 милиони евра. Државата има интерес тие пари да ги земат буџет од него. Кај нас не само што некој не може да ги земе, туку и пропаѓаат. Зошто пропаѓаат? Затоа што на во општините побитно му било на некој во локален економски развој да вработи некој другар негов или кој што трчал со него на избори, отколку да седне да му напише реален проект. И сега ние викаме не одиме напред, има пари, не ги земаме. Зашто да ги земаме? Затоа што не можеме да изградиме капацитет. На крај се сведува на тоа. Квалитетот на кадарот мора да биде на прво место и не можеш да одиш напред ако немаш квалитетен кадар. Господин Наца, вие истовремено сте и директор на Центарот за безбедносни истражувања. Сега во саботата имавте годишна конвенција, прославивте 5 години од вашето постоење. Кои ви се целите на вашата организација? Ние Центарот го почнавме пред 5 години. Како што кажавте, прославивме на така свеча значен јубилеј. Самиот почеток на ЦБИ, на кратко Центар за безбедносни истражувања, беше да една моја идеја на уште 4 пријатели кои што долги години работиме во безбедносен сектор, да пробаме нешто од она кое што сме го научиле во тие долги години да го примениме во пракса и во пошироки аспекти на граѓанско општество. Пробуваме да направиме некоја промена, значи во кај нас во државата има еден вакуум во тој граѓански сектор, каде што нема многу голем број на невладини организации од одбраната и безбедноста, бидејќи тие нели теми кај нас класично се сметаат за државни области во кои што никој не треба да се меша. Меѓутоа денес безбедноста и одбраната заземаат малку поширок спектар, значи не е само војската и полицијата, има други современи безбедносни предизвици и закани, почнувајќи од манипулација на изборен процес, критична инфраструктура, мека моќ, кој што нели се повеќе, значи еден широк диапазон на безбедносни предизвици и ризици кои што нели нормалниот граѓанин можеби не ги препознава: пропаганда, дезинформации, асиметрично војување, психолошка војна, информатиско војување, значи се тоа тактики и методи кои што се користат многу суптилно. Можеби најмногу време се посветува новост дезинформациите со развој на критичко размислување и така натаму. И тоа беше нашата цел во нашиот тим, да речеме тие 10 луѓе кои што стојат на вебсајтот, кумулативно ако соберете би требало да има околу 200 години работно искуство во безбедносен сектор, во полето на одбраната, безбедноста, кризен менеджмент, разузнавање и контраразузнавање. Дури некои од нашите членови се високо одликувани со домашни ордени за храброст, одликувани од командата на НАТО, учесници во борбени операции Ирак, Афганистан, Либија. И пробуваме да дадеме наше мислење, наш став кон подигнување нели на таа општествена свест. Отворени сме за јавност, станите наши секогаш се јавни. И ево што го одбележавме, беше краток јубилеј, да видиме до каде сме, дали сме успешни во нашата мисија, бидејќи ако вие работите нешто немате резултат, залудно го работите. Годишната конвенција ни покажа дека сме на вистински пат. Имавме преку 200, 250, 260 гости, представници на дипломатски, на странските дипломатски мисии, партејници, градоначалници и други луѓе кои што беа, нели, кои што сакаат да видат некаков ефект од нашата работа, кои што веќе го осетиле тој ефект, ни дадоа поддршка. И мене ми е драго што тоа така се случи и тоа дополнително не мотивираше да продолжиме. Сега сакаме да почнеме да работиме со млади луѓе, бидејќи младите луѓе се круцијални во безбедносниот сектор, бидејќи тие се луѓето кои што денес треба да научат како утре да се справат со новите закани. Да развијат одредени способности, вештини, капацитети кои што ќе ги употребат. Ќе направиме една програма за млади истражувачи до 25 до 27 години. Сега тоа треба да расчистиме доколку се сметаат за млади истражувачи. И да почнеме да ги инкорпорираме во тој наш систем за утре да му понудиме на безбедносниот сектор, дали на државниот или на приватниот безбедносен сектор, лица кои што ги имаат сите вештини, сите знаења и високо изградени капацитети за да одговорат на современите закани. Господине Нацев, ви благодарам за одвоеното време и вашата експертиза. Благодарам уште еднаш за поканата, се надевам дека слушателите научија нешто ново или дека им се допадна гостувањето. Ви благодарам уште еднаш. Ова беше најновото издание на емисијата Филибастер. Јас сум Предраг Кукич, а вие останете на фреквенцијата на Радио Лидер ФМ. Имајте убав ден. Лидер ФМ 107,4